Добар ден, драги гледачи. Понеделник дојде, работната недела си почна и ние влеговме во оваа емисија многу јако. Тина? Да, силно ќе започнеме и оваа недела секако со многу актуелни теми, а на самиот почеток и со една информација важна до сите вас, зашто да останете и понатаму со програмата на Телма телевизија. Ескалира ситуацијата околу Украина, светот пред можна војна. Бугарско-македонските разговори во сенка на безбедносните ризици. Во топ тема денес ќе дебатираат професорот Маријан Ѓуровски и новинарот Мирче Адамчевски, како и интервјуа со министерката за одбрана Славјанка Петровска и со бугарскиот експерт за Балканот Владимир Владимиров. Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васики. Така, тоа е вечерва топ тема, а денеска сега нашата главна тема гласи: цело Скопје, зона 30, булеварите до 50 км на час. Да или не? Една подтема или дополнение на оваа главна тема, а што мислите за тоа во сите населени места да важи зона 30? Тоа значи дека ве очекуваме и на 02-307-6677 да ни се јавувате во текот на ова денешно издание на Црвена линија и да дискутираме за токму моментот во введување зона 30 во Скопје, но и во останатите населени места, дали сте за да или не. А на самиот почеток одиме со подсетување на големата трагедија која што се случи пред Сити Мол минатата недела, Огнен Чачаревич, сообраќајната незгода во која што животот го загуби 24 годишната Викторија. 22-годишниот скопјанец кој вчера ја усмрти 24-годишната Викторија Николова од Радовиш, покосувајќи ја на пешачки премин на булеварот Партизански одреди, не бил под дејство на алкохол, покажуваат првичните анализи на крвта и урината. Полицијата попладнево во обвинителството ја достави пријавата против возачот кој се уште се наоѓа во полициска станица, каде чека обвинителот да соопшти дали ќе бара притвор за него. Од обвинителството за сега само со информација околу превземените мерки. Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатата, а нареди и вештачење на примероци од крв и урина од возачот на автомобилот со цел да се утврди дали тој управувал со возилото под дејство на алкохол или други недозволени супстанци. Издадена е наредба за обезбедување на снимките од видеонадзорот на местото каде се случи несреќата. Трагичната незгода се случи нешто по 19:30 часот на оваа раскрсница, кога 22-годишниот скопјанец со неговиот автомобил удри во Николова. За брзината со која возел сведочат трагите од ударот на возилото. Николова, минувајќи го пешачкиот премин, била само 2 чекори пред нејзиниот пријател, но тоа го спасило од сигурна смрт. Снимките од камерите поставени на крстосницата, но и на објектите во непосредна близина, ќе го дадат одговорот што точно се случило. Зошто, според изјавите на сведоците, возачот претекнувал друг автомобил непосредно пред пешачкиот премин. Дали и кое светло било вклучено на семафорот за возачот? МВР има подготвено законски измени кои предвидуваат повисоки казни за овој тип на кривични дела и бара од пратениците да ги изгласаат. Оваа трагедија е доказ дека сообраќајната култура кај возачите во Скопје, но и во државата е на многу ниско ниво, сметаат од Републичкиот совет за безбедност со сообраќајот. МВР има изречено над 240.000 казни минатата година, а повеќе од 100.000 биле за брзо возење во и вон урбаните средини. Во 2021 година 111 лица го загубија животот, повеќето од нив пешаци. А на самиот почеток веќе од режија ни јавуваат дека имаме и гледачи. Одиме со првиот за денес. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи вака, за ова што се случи, никој пат да не се случи, ја живеам тука во близина. Меѓутоа, ја мислам, било каква казна да дадеш на човек, заслужува, не викам не, зашто човечки живот е отиден. Меѓутоа, и ја мислам, одземање на возачка дозвола за некој пат да не може да полага и да си дозволи е најголема казна. Ке иде у затвор, ке искочи 10, 5, колку години не е битно, меѓутоа само одземање возачката дозвола и нема више да смее да полага за друга возачка дозвола. Така да ја мислам тогаш дека многу луѓе ќе се осветат, бидејќи во денешно време без возачка дозвола си како хендикепиран за било кој случај.
Меѓутоа, пошто не работи семафор, за жолто светло, па мора тука да има полиција да регулира сообраќај. Ја не знам, и тоа е некој хендикеп. Или на секој пешачки премен, ова што е легнат полицајец. И едино тоа цело Скопје да биде зона за да можеме 30? да се спасиме од нешто. Затоа што ниеден возач и многу ретко, се ја овако имам поминато од Вајлста на читава ова, така да знам колку е опасно, мислам дека едино тоа ќе биде најдоброто нешто, бидејќи кога имаш легнат полицаец, што сакаш прави, не можеш преку него да рипаш и да одиш, то не знам колку што треба и да биде. Така да ова Скопје зона 30 обавезно. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Тео, веќе имаме втор гледач. Сега го имаме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добар ден, добро вечер. Здраво, здраво. И тебе ќе се обидеме уште еднаш. Добро вечер или добар ден. Во студио сте? Добро, ние продолжуваме понатаму со тоа што ќе најавиме дека денес ќе имаме и двајца гости, односно две гостувања, а тоа значи дека на почетокот ќе го вклучиме господинот Тони Ангелковски, кој што воедно и потпарал на Министерството за внатрешни работи. Нешто подоцна ќе вклучиме и Ивана Петковска, која што е проектен координатор на коалиција Сите за правични судења. Но и веќе дадеме шанса за гледач, бидејќи ние во оваа дека има. Добро вечер. Се уште нема, но пред да добиеме гледач, сега кој јас тука сум околу техничка дел, да ве подсетам како вие нас може да не добиете преку нашите социјални мрежи. На Facebook преку црвена линија. Дали тоа? На Facebook преку... Имаме нешто на да, црвена. кога имам позадина. Се слушаме? Да, се слушаме, во црвена линија сте. Одма предно за вас. Па така ќе бидам можда многу краток. Го поддржувам предлогот, значи да се воведе зона 30 и да биде цело Скопје со легнати полицајци, да не може да возат возачите лудо она како што сакаат. На тој начин ќе се крати. Второ, значи сите оние кои што недозволиво возат и прават вакви случаи со последици смртни, тие да му се одзема дозволата за навек, воопшто да нема право да одговара соодветно на условите, ако е виновен, да оди во затвор и без дозвола и се. Меѓутоа, ако е крив пешакот, тогаш да не му се одзема дозволата, но да одговара само за човечкиот живот. Сепак човечкиот живот нема цена и не може да го мериме со ништо, апсолутно. Значи, ние, кај нас, треба да се поработи на свеста, да не значи дека добиеме возачка дозвола и ние можеме, што се вика, да возиме како да возиме авион. Ние сме несовесни, неодговорни и затоа ни се случува да не ги набројувам кај Сити Мол, па кај Асама и повеќе случаи имаше каде што отидоа многу животи, многу млади луѓе и односот да биде сосема коректен и да биде оној кој вози, што се вика, да вози со разум, со свест и да не дојде до вакви последици кои што сепак се травматични и за едните и за другите. И оној кој го губи, што се вика, својот драг, и оној кој што ќе го направи тој случај, да еден живот згасне. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Тео, само да објасниш и понатаму за останатите кои што можеби покомфортно се чувствуваат да коментираат на црвена линија, што треба да направат. Токму така, се вратам и да си продолжам. На Facebook, на нашата страница на црвена линија, можете во коментар на денешната тема, главна тема, исто така да ни напишете ваше размислување, ваше мислење околу нашата главна тема денеска, исто така и по темата. Нормално можете и во меседж, односно порака, да ни пишете ваше размислување околу сето тоа, а ние ќе ја прочитаме. Така, не е само на Facebook на црвена линија, нормално имаме и други социјални мрежи, кои се на Twitter и Instagram, и таму во меседж, односно порака, може да ни пратите ваше размислување околу главната тема, но може да ни пратите и никнейм, за да ве добиеме преку видео повик нормално ако сакате, за да се видиме лице со лице. Како што кажа и мојата колешка Тина, може и преку традиционалниот начин на телефонски број
02 307 6677 да задзвоните, убаво да ве слушнеме и да дискутираме околу темата. А темата е веќе подсетиме за оние кои што подосна се вклучија, цело Скопје зона 30. Дали сте за да или не, а на булеварите да се вози до 50 км на час. И како што најавив на самиот почеток, имаме гостување, па еве во моментот ќе бидеме вклучени со нашиот денешен прв гостин. Драг пријател веќе на црвена линија, господин Антони Ангелковски, кој што е воедно потпарол на Министерството за внатрешни работи. Добар вечер. Па првото прашање би било можно ли е да се воведе ваква мерка? Добро вечер вам и на вашите гледачи прво, и се разбира, значи сето она што може да придонесе за безбедност на граѓаните е во секој случај прифатливо, но мора секако да се погледнат сите аспекти. Јас сакам да кажам дека и во моментов ние имаме неколку зони каде што имаме 30 км на час ограничување, значи тоа е пред се кај училиштата, каде што имаме поставени и лежачки полицајци и така наречена зона на смирен сообраќај, односно зона каде што е дозволено само 30 км на час. Но морам да потенцирам дека регулирањето на тоа каде ќе биде таа зона и фактички одредувањето дали ќе има такво ограничување на брзината е во надлежност на локалната самоуправа, односно на градот Скопје. Тие одредуваат, значи, и околу регулирањето на семафорите, нели, каде треба да има семафори, каде треба да има лежачки полицајци и каде треба да има вакво ограничување на брзината, тоа е надлежност на локалната самоуправа. Се разбира во координација со МВР, затоа што ние пак даваме, нели, сугестии каде е тоа најдобро и што да се направи. Се разбира, значи, вреди да се размислува за ваква идеја, но мора да се гледат сите аспекти, затоа што не секаде, например, е потребно да се намали таа брзина на 30 км на час, но имаме примери и во странство, каде што во некои од главните градови се воведува, особено во централното градско подречје, вакво ограничување на брзината од 30 км на час. Се разбира, има и други опции, например, за да се заштитат пешаците, се воведуваат оние, нели, подземни и надземни премини, но за жал искуството кај нас покажува дека иако имаме изградено неколку такви, граѓаните наместо да ги користат, повторно преминуваат преку булеварите, прескокнувајќи ги оградите, за жал поради, нели, непочитување на законите. Се разбира, ние како Министерство за внатрешни работи дали имаме успешна конекција? Најверојатно не, како би рекле, падна интернетот, но секако ништо страшно, повторно ќе го побараме. Ве имаме, одлично, еве, се вративме. И имаме уште едно подпрашање во однос на ова. Интересно е дека населбата Дебармало во низе е воведена зона 30, но се добива впечаток дека токму во Дебармало и каде што е воведена ваква зона има непочитување на правилата и слободно ќе кажеме дивење со брзината на возење. Дали сметате дека е неопходно изголемено можеби присуство на собраќај на полиција која што би го решила ваквиот проблем? Повторно, добро, додека се обидуваме да се конектираме, а така е кога е со интернетот. Дали го имаме господин Антони? Се слушаме одлично. Да, сега и се гледаме. Да, значи, што се однесува до присуството на полицијата, значи, апсолутно полицијата е присутна насекаде, особено во градот Скопје, а тоа го покажува и бројката на изречени санкции. Само во минатата година имаме над 240.000 казни за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Од нив над 100.000, повторувам, над 100.000 се за пребрзо возење. Значи, апсолутно, полицијата сега на некој начин, да, јас разбирам, јавноста е сензибилизирана и убаво е, така треба да бидеме сензибилизирани, да размислуваме на овие теми, за да на некој начин и самите
така да кажам, да си удриме во главата дека треба да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи за да немаме вакви случаи. Но она што е факт е дека имаме над 240.000 казни. Тоа е, ако споредиме, значи некаде 20% од возрастните луѓе кои што нели можат фактички да имаат возачка дозвола добиле санкција. Значи не ги прават тие сообраќајни површности некои луѓе од Бугарија, од Србија, значи тоа ги прават граѓаните на нашата држава. И апсолутно мораме сите да размислиме за тоа дека мора да ги почитуваме правилата. Една минута порано дали ќе стигнеме, нема да ни заврши работа, но таа една минута порано може да не кошта изгубен човечки живот, тешки телесни повреди кои што можат длабоко да ни се одржат на нашето живење. Така, сега построгите парични казни како да не ги загрижува несовесните возачи, може ли решение да биде, како што спомна наш претходен гледач, забрана со управување на моторно возило или па повторно полагање возачки испит? За сите овие тешки прекршоци, каде што имаме нели возење под дејство на алкохол, каде што имаме исто така возење со преголема брзина, следува и соодветна забрана, зависно од висината нели од бројот на од промилите колку се во нели санкционирани и од тоа колку е пречекорена брзината, имаме забрани и дури до 1 година за управување на возило. Така што апсолутно санкции има, но за жал нели имаме прекрашување на правилата и за жал вакви случаи. Но мора да кажеме дека благодарение на сите овие контроли кои што ги прави полицијата, благодарение на овие казни, минатата година е година со најмалку жртви во сообраќајот во Република Северна Македонија. Значи имаме 111 жртви, тоа да се разбира за нас и една жртва е премногу, но 111 жртви е најмалата бројка во државата која што ја сме имале во било која година наназад. Така што апсолутно овие контроли на полицијата даваат резултат, но мораме сите заеднички да придонесеме за таа бројка постојано да ја намалуваме. Се разбира, значи и ние и другите институции колку подобри патишта имаме, колку побезбедни патишта од аспект на инфраструктура, се разбира мора и децата уште од мали нозе да ги учиме дека треба да ги почитуваат правилата и прописи. Треба и возрастните да им го даваат примерот, а не за жал, се случува на пример во моментов нели зборуваме за сообраќајна незгода каде што имаме за жал починат пешак и на пешачки премин, но за жал ние имаме многу примери каде што и пешаците не ги почитуваат правилата и преминуваат преку улицата, на тој начин загрозувајќи го и својот живот, но и животот на другите учесници во сообраќајот. Апсолутно ова е една опсежна тема која што убаво е што вака ја третирате и медиумски, за да можеме постојано да упатуваме порака до граѓаните дека само со почитувањето на правилата и прописите само така можеме да обезбедиме безбедни улици. Гледачката која што и прва се вклучи во ова издание на Црвена линија напомена од важноста од лежичките полицајци. Па дали лежичките полицајци ќе допринесат според вас за намалување на брзото возење? Многу пати сме виделе како одредени возачи не застануваат дури кога има лежачки возачи, ниту пак ќе намалуваат брзината, туку прават маневр, се обидуваат да го избегнат лежичкиот полицаец, поминувајќи во спротивната коловозна лента и со тоа уште повеќе го загрозуваат сообраќајот. Да, лежичките полицајци помагаат многу, затоа што на тој начин фактички се намалува брзината. Сакале, неќеле мора да ја намалите брзината кога ќе дојдете до лежички полицајци. Јас еве и сега апелирам до сите локални самоуправи, колку што е можно на местата каде што е нели проценетот дека е безбедно да се поставуваат такви лежички полицајци и се разбира убаво забележавте да не се ставаат половични лежички полицајци, туку е доставно на целата улица, за да не се овозможува на возачите со така наречен слалом да ги избегнуваат лежичките полицајци. Токму затоа нели ние стоиме на располагање како Министерство за внатрешни работи на сите локални самоуправи, еве ги повикувам и сега, значи заеднички нека предлагаат решенија, ние ќе им помагаме со совети, со нели стручна помош, каде да бидат најдобро поставени тие лежички полицајци за така наречени лежички полицајци, нели тоа е народско име да не се разбереме погрешно и фактички на тој начин да се помогне за да се ограничи брзината на движење.
Благодарам многу што повторно бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Се надевам ќе зборуваме за позитивни и убави нешта во некое наредно издание. Секако останете понатаму до крајот на изданието со нас и со програмата на Телма телевизија. Ви благодарам, пријатно. А сега гледаш на линија? Имаме гледаш, да. Добар ден. Се слушаме? Да, одлично. Во Црвена линија сте, повелете. Па да, види, ова би го оправдал овде темава. Скроз во ред. Меѓутоа, јас сепак би превидел, читајќи ја Европа, дека само камерите би го решиле проблем. Секој што ќе вози пребрзо или било како или обратно, се гледа на камера. Меѓутоа се плашам кај дека и тоа не може да се спроведе. Зошто? Реков цела Европа да не набројувам како е времето. Само камерите го прават. Меѓутоа, гледајќи поедини возачи, кои се наголеми луѓе, што сакат прават, исто како полицајката што се удре во пајакот. Не бре луѓе, овде законите не важат за сите. И затоа ние не можеме. Само краток опис. 89-та година бе во Шведска. Полицајката Улов Палме, ако не се сеќавате, вие сте млади, му напиша казна за погрешно паркирање. Председател на Шведска. И тој ја награди полицајката, си ја вршала својата работа. Значи, прво тргнува од председателот, што може да направи за се да биде во ред, како јас ќе побарам после помилување од нешто. А овде гледате што се работи. Овде и на пешачки превин гази градоначалник лице, условно осуден. Ајде, молам. Нема кај нас прво култура и нема кај нас она најбитното. Прво главите, од главата рибата смрди. Ви благодарам што Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Имаме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Ало, Во да. Црвена линија сте, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Добро вечер уште еднаш. Во програма сте? Добро, денеска зборуваме за тоа дали цело Скопје да биде зона 30, булеварите да може на булеварите да се вози максимум до 50 км на час. Зборуваме за тоа дали да или не. Па, Така, кој е идеме. вашиот став? Да, идеме со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Тина, ти први? Добро вечер. Намалете го секако и тонот на ТВ приемникот да не се создава фонија и пред се е добро да се слушнеме. Така е. Еве уште еднаш ќе се обидеме. Добро вечер. Нема, се уште не се дава знак како Секако да имаме е, да. Понатаму ќе зборуваме. Добро, ќе дадеме шанса тогаш и за вклучување на нашиот денешен Следен гостин. следен гостин. Станува збор, ќе подсетам Ивана Петковска, која што воедно и проектен координатор на коалиција Сите за правично судење. Ивана, добро вечер и вам. Добар ден, како сте расположени и драго ни е дека сте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Па еве на самиот почеток, според вас како коалиција, какви се моменталните законски регулативи во однос на тешките сообраќајни дела? Добар ден и од мене. Најпрво благодарам за поканата на оваа емисија. Секако. Она што како коалицијата сме го констатирале до сега во однос пред се на законската регулатива за ваков вид на кривични дела, имаме соодветна регулатива и предвидени се соодветни санкции според видот на кривичното дело и штетата која што може да настане од овој вид на кривични дела се поврзани со загрозување на јавниот сообраќај. Меѓутоа, она што е потребно да се прави, односно да се действува во овој дел е тоа што е потребно да се изрекуваат соодветните санкции од страна на судот и јавното обвинителство при водење на судските постапки, како би можело пропорционално да бидат применети казните за ваквите видови на действија. Односно, она што се детектира во постапувањето на институциите
пред се на јавното обвинителство во ваквите судски предмети и истрагите кои што се водат од страна на обвинителите, е тоа што имаме несоодветна правна квалификација за овој вид на кривични дела, односно кривичните дела се квалификуваат како кривични дела сторени од небрежност, односно невнимание, а не од умисла, како што може да бидат исто така квалификувани, што доведува понатаму кон тоа санкциите, односно казните, да не се пропорционални со штетата која што е сторено. Особено кога ние случаи каде што настанале и смртни последици кај жртвата. Така што во однос на тоа регулативата е соодветна, меѓутоа треба истата да се применува пропорционално согласно штетата која што може да настане од истата. Да, и како коалиција сите за правишно судење, каде ги лоцирате пропустите во однос на изречување на казните? Како што напоменав, например, доколку кривичното дело е квалификувано како кривично дело кое што е сторено од небрежност, односно невнимание, тогаш и самиот закон предвидува многу помала казна за разлика од кривично дело доколку е направено со умисла. За пример ќе ви кажам, например, доколку се вози со поголема брзина од онаа која што е дозволена или пак не се почитуваат сообраќајни знаци, возачот е свесен дека прави некој прекршок. Со самото тоа што возите со поголема брзина од дозволената е прекршок. Тогаш во ваквите ситуации не може да кажеме дека станува збор доколку сторите кривично дело, дека се сторува кривично дело од небрежност, односно невнимание, бидејќи самото дело е сторено со умисла, со самото тоа што сте возеле со брзина која што е поголема од дозволената. Затоа е потребно при ваквите кривични дела, односно ситуации во кои што станува збори за кривични дела кои што се сторени од овој вид, потребно е јавното обвинителство да ги квалификува како кривични дела со умисла, како би имало простор и понатаму да биде изречена соодветна казна спрема сторителот на овие кривични дела пропорционално со штетите, односно штетните последици кои што настанале од сторување на ваквото дело. Ивана, благодарам што одвоивте време да ве вклучиме во ова денешно издание на Црвена линија. Секако и вам ви порачуваме да останете со нас до крајот на ова издание и секако со програмата на Телма телевизија. Ви благодарам и на вас. Пријатно. Пријатно. А она што следува ние во оваа дека имаме гледач. Добро вечер. Ајде, добро вечер да си кажеме. Добро вечер. Повелете. Овака се една работа само да појасниме, кога дојде законот за регистрирано возило да се одземи, па после да го регистрира, сега не знам колку временски таму да му биде одземено, сега нема нерегистрирано возило. Сега јасно му е, ако излезе колку пати, ќе му го земи возилото, парно да го регистрира, него да го малтретираат. И тој закон, значи, даде резултати. Сега не треба ништо повеќе да се земи мерка друга за брзо возење. Радарот го фате, одма се мимува колата, прво земање на месец дена, второ на 2, трето на 3 и после 6, 9, 12. Еко ќе биде тој без кола година дена, мато ќе се замисли другиот пат дали ќе вози брзо. Ама возењето брзо е најмногу кај свеста на луѓето. Јас сум 50 години возач. 50 години. Јас никогаш брзо не се возил, јас уживам полека. Како бе да возам брзо, што ќе видам јас лево, десно, ако сум излегол да се прошетам низ Скопје, пример, или Ерген, кој да е, што ќе види тој со таа брзина? Ништо нема да види, само ќе гледа напред шарката како пато му се стеснува. Тоа не е во ред. Ајде, да ќе има и за други. Поздрав. Поздрав. Голем поздрав и до вас. А сега е време малку да одмориме со реклами. Во вториот дел од Црвена линија зборуваме за цело Скопје да стане зона 30 на булеварите да биде дозволено до 50 км на час. Да или не? Да ве слушнеме. Да ве слушнеме. Здраво. Добро вечер. Здраво и добро вечер. Овака,
Па дај боле него од коли да се симнеме на желки или на ползави, па да идеме со нив да возиме такви чуда. Па мислам дека овој веќе и претеризал. Не е проблем дали ќе возиме ние 30, 50, 100. Проблем е законот колку е функционален. Као прво законот треба да казнува пропорционално на проценти колку какви пари има примања у куќата, у неговиот джеп. Ако е некој со милиони евра у джебот, на тој процент да се удри казна, а не да се удара казна подеднакво за сите и за клошар и за најбогатиот од државата, колку 100 евра да речеме. Не, за тој што има пари, земе му се 70% од парите што ги има, па ќе размисли утре дали ќе дивее по улицине. Значи, не е глупости 30, ова она. Така се казнува. Значи, удри го, ама не влада е држава овдека. Закони нула. Поедно, за случајот со девојката, семафорите жолто трепкале на булевар. Значи, треперливо жолто, полицаец нигде и никаде. Да имало полицаец да регулира сообраќај на булеварот, ќе се избегнала оваа работа. А овака се тркале еден со друг, овој започнал, другиот да прошиша. И прошишал, завршил работа. Има многу за зборење, поздрав пријатно. Поздрав и до вас. Поздрав и до вас. Ако немаме гледаш на 0230766777, секако имаме коментари многу на Facebook Црвена линија. Да, пред да се свртиме кон нив, нормално имаме гледаш на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. И трета среќа, добро вечер. Во студио сте, да, ве слушаме, дека сте на линија. Но најверојатно гледачот не слуша, но како и да е, неверојатно многу коментари има и на Facebook страната, Црвена линија. Идеме прво со порака, која е кратка и јасна. Зона 30 и доживотен затвор, се надам дека ќе прочитате. Марија, не прочитавме, ти благодарам што ни пиша. Идеме со следната порака, што гласеше така, итно наетно, час поскоро се пристапи кон изградба, односно адаптација на раскрсницата на булевар Партизански одреди со улица Московска и Љубјанска, кај Сити Мол, со подигната крстосница, со подигнати пешачки премини и целиот концепт како би изгледало тоа. Да видите и вие. Еве, веќе на Црвена линија гледаме како се постираат идејни решенија. Да. А на 0230766777, дали ќе имаме успешна конекција со гледачот? Добро вечер. Добро, продолжуваме понатаму. со коментари. Многу повеќе ве има, мора да признаеме, на Facebook Црвена линија. Одиме со најгорниот коментар од Марина Становска. Да, зона 30 итно. И по безбедни тротоари и велосипедски патеки, обезбедени и со столпчиња, се извинам. Следниот коментар ни е од Илија, никако, само МВР треба да е поактивно на терен. Идеме. Следниот коментар кој е од Сашо Петревски. Вели, зона 30 во цело Скопје ќе го парализира цел сообраќај во градот, особено кога ќе заврне дожд или снег, или пак две сообраќајки на клучни раскрсници во Шпиц и толку е од сообраќајот. Проблемот е во судовите и во законите. Примали се казните, има луѓе што возат возила до 100.000 евра и за нив казна од 100 евра е смешка. Значи, казните треба да бидат енормно високи за сообраќајни несреќи со смртни последици. Не може за ваква сообраќајка да се казнува со условна казна. Ова е само дел од коментарите. Ако сакате да прочитате се оно што коментираа нашите гледачи, посетете Црвена линија Facebook страницата и секако Инстаграм и Твитер. На самиот крај ќе подсетиме дека утре ќе има интересна акција во чест на одбележувањето на родендот на Тоша Проевски. Така, крводарителска акција ќе се реализира на 25.1.2022 година, утре, вторник, во холот на Дом на Арама во периодот од 9 часот зутрина до 17 часот попладне. А утре тема за која што очекуваме да се подготвите, верувате ли дека меѓувладината седница на Македонија и Бугарија ќе донесе нешто добро? Затоа ве очекуваме утре во истиот термин, а сега оставаме со... Готвиме со Маја. Довидување. Чао, чао.